што е љубов милице, ти без мајка, јас без татко, растевме година по година, мома стана убава, а јас рака не ти побарав. Деца бевме, не знаев што е љубов милице, ти без мајка, јас без татко, растевме година по година, мома стана убава, а јас рака не ти побарав. Не ме чекај милице, еднаш стави вотров на срце. Мислев не си за мене, таква среќа имавме, еден без друг да стариме. Не ме чекај милице, еднаш стави вотров на срце. Мислев не си за мене, каква среќа имавме, еден без друг да стариме. Ова заслужува аплауз, вака утрински да ја почнеме и отвориме емисијата. Омар и Андри, добре дојдовте. Сигма Бенд, мои денешни гости. Добро ве најдовме, Елена, ти благодарам на поканата. Секогаш е прекрасно да се виде тука. Секогаш е прекрасно да сме во твое присуство, да си правиме муавет. Така е. И го споминеме. Така е. Секогаш е убаво. Така е кога сме заедно тука, кога разговараме, кога свирите. И мене ми е навистина пријатно. Гледам привезок микрофон. Да. Па добро. Тоа е нешто најново. Тоа е најново сега, пред многу кратко време, ама ептен ми е мерак што си го имам вако. Да, го барав доста време и го најдов конечно. Пред емисија зборувавме следно дека и на Андри ќе му најдеме привезок хармоника. Ние баравме, ама моментално не најдовме. Ама ќе му најде. Ќе се најде. Се договоривме. Да, се договоривме фиксно. За некој повод можеби, како подарок. Може ќе му најдеме нешто. Како сте периодов, колку често настапувате? Периодов како стандардно, како сите групи, летен период, турбо, време на свадбени прослави, на забави, на корпоративни средби, на секакви дружења, во главном приватни забави. Викендите ни се пополнети главном, другите денови исто така се пополнуваат, има работа. Така па и треба да има работа, нели сега Нормално. почнува сезона и нормално е да е човек ангажиран, букиран. Сега колку е тешко вие ќе кажете? Летна сезона е мислам најубав период. Значи за работење и Најубав период од типот на дека сме обкружени со весели луѓе, со убава атмосфера, за убави моменти се гледаме, приватни прослави. Нема нешто побаво кога си обкружен со позитивни и убави луѓе. така е. Па сигурно е чест да се одбележи на некои луѓе, на некој пар, нели, таков ден, дали е свадбена прослава во прашање, но и Секогаш. други прослави, фамилиарни, приватни, кога вие сте во центарот на вниманието, им го разубавувате моментот, бидејќи како велат без музика, Да. нели Нема забава. Нема забава ни добра веселба. Така си. Па искрено секогаш е преубаво. Мислам секогаш е преубаво, поготово кога станува збор за свадба. Мислам тоа е нивниот најубав ден. И нас ни е многу мило кога ние ќе успееме нивниот најубав ден да го направиме уште поубав. Додатна мотивација ни дава. Додатна мотивација ни дава да бидеме се подобри и подобри. Мислам нема ништо поубаво кога знаеш дека на некој му се допаднало како испаднала свадбата. Мислам најмногу кога да кажам за младите. А има притисок некогаш, се чувствува трема пред настап, иако вие сте искусни во тоа, но со време дали тремата... Не би го нарекол тоа трема, но повеќе одговорност некоја. Како некој ете минимална страф од одговорност, дали би успеало, дали би го оствариле тоа што би го замислиле младите, но до сега немало никаков проблем, а не верувам дека ќе има. Мислам дека искуството поише си го прави своето, зашто како што поминува поише време, више ја нема, мислам, таа доза
на страв, да кажеш, или одговорност, еве, да не кажуваме страв, нека биде одговорност, зашто како што поминува времето, како да ти кажам, искуството ти прави да знаеш дека можеш, да знаеш дека тоа е тоа, дека ќе искочиш, дека ќе направиш убава забава и дека ќе си одат сите среќни дома и ти дома среќен ќе си. Да, забележав од тие веселби дека ве бива, што велат и за народно и за забавно. Кои песни најчесто пак ви ги варат или вие најчесто сакате да ги свирите? Имате ли некои омилени од вашиот репертоар? Пред се на нашиот репертоар е нашата секако македонската музика, како народната, така и забавната, и евергрините наши, што се едни од најубавите песни. Но секако публиката бара се, живееме во време каде што се бара се и така да и ние свириме се. Да, Се што е побарано. Ама и мерак не е искрено. Мислам, убаво е кога знаеш се, да свириш, се да пееш, кога си приступачен кај луѓето за било каква врста на музика, така да мислам дека убава ствар е што жанровски се пронаоѓаме секаде, а не само да сме застапени на еден жанр и тоа е тоа. Па да, и треба нели како бенд да сте флексибилни, да се задоволат вкусовите и на публиката, на гостите. Да. Имате вие лично ваша омилена песна? Некоја што баш ви лежи на срце, што сакате и за своја душа и во ваше приватно друштво да ја свирите или пеете? Забавна, народна. А може и двете? Не знам, искрено јас не би можел една да издвојам песна. Мене Знаеш, за музичар е најтешко прашање, ќе го прашаш. Да, која ти е омилена песна? Ние имаме милион омилени песни. Да, или секогаш дипломатски се одговара, па сите ми се омилени. Па не, искрено можам да издвојам артист. Добро, може артист. Здравко Чолич, мене ми е он број еден, исто и Тоше. Значи Тоше и Здравко Чолич ми се, тоа сегде го кажам, тоа нема, мислам дека сите знаат дека више тоа, дека тие двајца ми се број еден пејачи на сите време, ја и секад мислам дека ќе ми бидат број еден, ама вака за песна јас не би можел да издвојам, сега не знам ти. И јас песна како песна не можам да издвојам. Еве, можам да се согласам за екс-ју пејач, тоа да би го навел Здравко Чолич, а додека пак од македонските, еве можам да го издвојам Наум Петревски. Така, се еминентни имиња, незаменливи пејачи. Тие си се. Така е, единствени, нели? Единствени. Да, од звездите, па и кај нас, но и во регионот. Во однос пак на следните настапи, како ќе ви биде летово, дали сте тука во Скопје или во други градови, дали можеби во странство ве канат, каде се сте застапени како Сигма бенд? Па тераме Најчесто се приватните прослави, како што реков, односно свадбените веселби. По градови или само во Скопје? Можам да кажам низ цела Македонија, буквално во секој град. Имаме за септември и октомври и подалеку, надвор од границите на државата, Србија и Бугарија. Така, значи веќе се ширите и надвор од границите. Да, и така да, во главном тоа е. А зошто токму Сигма бенд? Чија беше идејата за така да се вика Сигма бенд? бенд, искрено, името Сигма, мислам, таа идеја доби колега, гитаристот Чеки, го поздравуваме моментално, не гледа. На него му дојде идејата, чисто звучно беше многу, а после тоа, кога малце продлабочивме, свативме дека Сигма е маж кој што е осамостален, кој што е, како да кажам, самоуверен и искрено супер ни се поклопи. Да, се пронајдовте. Реално се трудиме да бидеме осамосталени и да бидеме најдобри и да бидеме полни со самодоверба, така да самото тоа Сигма како збор добра и мотивација на нас ни е. А и убаво, некако мене ми е звучно, не знам. Да, секако е звучно. И мило ми е што и најбитно народот го памти. Што го памти, да, и што полека стануваме бренд. А кога сме кај другите самостојни и самоуверени мажи, кои се останатите во бендот, може да ги поздравите, да кажеме кои се инструменталисти се застапени, колку луѓе сте? Значи бендот го сочинуваат 7 членови, како што го спомнавме, Шеки на гитара, брат Мушенол на бас гитара, Иван на виолина, Никола на кларинет и на саксофон и Антонио на бубњеви, односно на тапани. Имаме и екстра член, можеме да го поздравиме и него, на Зурла, тоа е Мартин Ристовски, поздрав до него. Поздрав сите што не гледаат и особено од нашата екипа.
Така е, 7 луѓе па не е малку. Не е малку. Тешко ли е сите да се синхронизираат? Што е клучно за успех? Да се има нели слога, хармонија во бендот? Не. Искрено, барем во нашиот случај ние функционираме перфектно. Знам дека е многу клише, знам дека секој го кажува тоа, дека сите ние функционираме супер. Но искрено. Ама не, ова е стварно на искрено, дека стварно многу убаво функционираме. Од секој можен аспект, значи слогата е многу битна, многу добро кликнавме сите карактерно, што е многу битно. Значи карактерно сите многу кликнавме и не знам рецептот за успех, мислам дека е тоа. Слогата, разбирањето, Толеранцијата на еден начин и да. Ама и спогодба на карактерите. Сега нормално како секое семејство има мали недоразбирања, но тоа се во склоп на работата. На приватен план ние сме пред се и другари. да, ние Секој ден сме дружиме. заедно, обкружени Секој сме ден, со истите луѓе, со исти забави, на исти места присуствуваме, така да ние сме више фамилија. Ние сме, да, стварно, кога ќе размислиш, ние освен бенд, ние вака и приватно чим се дружиме, значи тоа е тоа. Тоа е баш како што велат компаниите или фирмите. Ние сме една голема фамилија. Да, па така си. Да, но како што кажа искрено, на вистина е така, верувам дека ете, штом приватно се дружите, тоа сигурно придонесува за Придонесува. Да. Да, придонесува. Па, како што кажам, ние стварно секој ден сме заедно и ван работата. Што се вика, ние како екипа прво почнавме да се дружиме. Да. Па после тоа дојде до тој момент, до таа идеја, Да склопиме нешто да заедно. склопиме нешто. колегата предложи, тој што го предложи името Сигма или? Па на еден начин да, со другиот колега, со виолинистот Иван, но и пред да се занимаваме со музика, ние лично се познававме. Како со него, јас со него лично се знам од Мали, од да. мали. Стварно, колку време веќе? Па се знаеме доста Па, време. сигурно 15 години. Да, Аха, сигурно. но не преку музиката. Не. Значи буквално Малските дружби не. малски дружби, да. Не споја, после тоа он си го најде патот во пеењето, јас во музиката и пак се вративме некако и убаво ние. Тоа сегде го зборам, никогаш не би очекувал, зашто стварно, ете, сме биле мали, сме се дружеле, што вика он малски, кошарка сме играле, фудбал сме играле и ни се разделиле патиштата, секој на своја страна, нели, почнува више и средно школо, почнува и се, и нормално ги менуваш и друштвата, и губиш и контакт со луѓе и се. И да ми кажеше некој дека за после толку години ќе се споиме пак, ќе почнеме да се дружиме и дека ќе бидеме заедно во бенд. Искрено не знам дали би поверувал и многу ми е драго. Така ви Многу се ми е споиле мило. патиштата. Па често пати го спомнуваме тој момент, вака и на други луѓе им го кажуваме моментот и многу ми е мило, искрено и така. Супер. Ти почна со хармоника свирење, Андре, или со клавиатури? Не, со хармоника почнав, од своја 13 годишна возраст, па направив мала пауза, па повторно се вратив и еве од кога се вратив до ден денес, си ја негувам хармониката. Свирам и клавиатури, да, но пред се прва љубов ми е хармониката. Да, за веки векови. Да. Хармоника. Некои други инструменти не те привлекувале? Па може би ме привлекувале, но кога си посветен на едно нешто, викаш барем тоа нешто да го работам како што треба и од тој аспект сум размислувал и не сум продолжил понатака некој нов инструмент да изучувам. Така да сега за сега е доста. Ете, успешно си се посветил на еден инструмент. А со останатите членови, од кога се знаете, како се решивте за бенд, колку години нели веќе творите заедно? Јас се знам со Андре многу време, Да. а со останатите колеги, па Пред 3 години беше тоа кога се запознавме, 3-4 години. не, со неколку колеги се знам повеќе, значи 4 години можда, а со некои од колегите така. До душа кога размислиш 3-4 години, Да, толку да. време. Да. Да, ама доволно беше за да се зближиме колку на цел живот да се знаеме. И од тогаш постои бендот, веќе некои Па, Бендот официјално две. постои 2 години. Значи, паралелно кога почетоците кога ми беа на Грант 2023 година, паралелно ние почнавме, више беше започнато започнат тој момент со бендот, припремите, Подготовките, да. подготовките и За да се спремаме оно што би следело. И отпосле, кога мислам кога заврши он со Грант, почнавме да ги и првите снимки ги направивме и Не, додека бев на Грант. Јас го спомнав тоа заради тоа што јас така рачунам од кога сме почнали, заради тоа што стварно во исто време кога почнав таму, значи буквално влегов во тој бубањ. Да. Скроз
И ја тогаш си рачунам дека сме почнати официјално и по тоа се водам. Затоа и го спомнав тој момент. Значи паралелно, Да, со град. ќе видиш скоро Да. скоро 2 години. Паметите ли некои анегдоти, дали од приватни веселби или од клубови, дискотеки, каде што исто ви имаме гледано и слушано? Вака сега. Дали нешто со гостите, дали со или клиенти, или пак искрено- со членови од бендот нешто ви се случило, дали технички проблем или што и да е, што можам да- останува во сеќавање? Можам да издвојам еден момент каде што настапувавме во еден локал за Нова година, вечерта за дочекот. И се наполни веќе салата, цела, полна до последно место и сите очекуваат музика. Ние таман да почнеме, нешто кабелот прекина позади на бас гитарата нешто. Ама среќа брзо го санирахме и така малце чудно им дојде, ама кога почнавме, Да. Мислам дека кога ќе размислам вака подлабоко, мислам дека секоја прослава и секоја некоја приватна забава, секоја си има некоја своја ситуација. Мислам дека не се десила некоја приватна, било каква забава, да не е битно од каков карактер, да нема некој смешан момент, да речеш, или да немаш некоја интеракција со некој од гостите, дали смешно било, дали незгодна ситуација, мислам, се дешава, нормално е. различни луѓе има се. Да, секакви карактери. А што било, например, она незгодно кое што го спомна? Дали да ви нарача некоја песна која што вие не ја свирите или да бараат нешто од вас што не сакате да го изведете? Па, незгодно типот на кога газдата на локалот на ресторанот кажува крај, знаете како оди тоа на крај. Ајде уште една, ајде уште една, Тој ајде уште една. крај. Е, тука е малце тензично, ама мирно се решава. Да, До сега мора да се затвори локалот. Не би, никош не сме имале некој нешто поголем проблем. И слично. Незгодна ситуација, тоа од тој аспект, да вака да за песна дека не сме знаеле, тоа не го гледам како незгодно. Мислам, не ни пререкол некој. Да, или да не искрено до сакате сега. нешто да отпеете, например. Не, па ако знаеме не одбиваме ништо, така да пееме се. Ептен ако налага атмосферата или забавата од приватен карактер, па ние со домаќините си имаме договорено едно нешто, па некој друг од страна да бара трето. На културен начин знаеме да му го објасниме тоа и да му кажеме дека не е во ред. Ама во главном сите прифаќаат она како што е, зашто се свесни за забавата и се и не сме имале некој поголем проблем. Ние, само извини, ние се базираме како што тече забавата, така да ги правиме песните. Единствено не сме одбиле ние, него, например, ако во тој момент одат брзи песни, ако ни нарачаат поспора песна, побавна песна, само им кажуваме дека ќе ја направиме покасно и стварно ја правиме. Мислам, тоа... Тоа се го правиме Тоа е логично. од аспект на дека пред се ние задоволството на публиката, односно журката, забавата, да не ја прекинеме, односно кога е најинтересно. Најбитно граѓаните, мислам, народот да биде задоволен. Да, бидејќи брзо, одма бавно ќе паднат луѓето, нема да било тоа. Да, можеби ќе задоволиш една желба на еден човек, но другите сите ќе Да. Луѓето треба, дури ги дигнеш, луѓето треба време и со една песна ако ги седнеш, после нема да ги дигнеш пак. Да, додека се крене Треба пак да време. играат. Да, треба се опуштат, пошто се они доаѓаат таму и нема они одма да станат и да почнат да играат. Треба време за да ги опуштиш и ти. И ние треба да сме тие кои што ќе ги опуштат гостите. Првично, зашто ако ние одиме таму ладни и Ја знаеш како викам, треба музичар прво да е психолог, па после музичар. Така е, вие првин сигурно ги гледате и нели лицата на луѓето, расположението, атмосферата додека се загрее сето Па тоа. тој учи работата и нормално е. да. Во меѓувреме гледавме инсерти од вашиот сплет, од вашите песни преработени кои што ги објавивте на YouTube, чија беше идејата да снимите и видеозапис за овие ваши изведби? Заедничка. Можам да кажам дека беше заедничка, решивме да извадиме нешто што е наше. Кога ги снимивте? Тоа беше Пред Нова година. Да. Ноември месец. Есен време беше пред Нова година. За веќе пред Нова година и околу Нова година период да ги имаме пласирано на јавноста да може да ги слушне. Идејата беше заедничка, целта беше да допринесеме нешто наше во наша изведба, секако македонска народна музика и ново компонирана. И мислам дека убаво испадна.
Да, мислам задоволни сме, доста работевме на тие проекти, искрено, пошто вака финалниот продукт кога ќе го видат луѓето, можеби делува дека не е толку дека веруваат сигурно дека е вложено труд, Да. ама многу труд беше вложено стварно во проективе, ама желбата кога имаш, тоа е најбитното, така да ние не ни беше проблем да го правиме ова се, ама стварно сме задоволни и среќни што испадна секако што треба, што како што кажав. Стварно и слогата во овие моменти ни беше многу битна, трпението, пошто пак деталчиња се во прашање ова направи, ова треба да се среди, тоа треба да се среди, па оди на снимање кој ќе отидеш, пак се некои ситнифики што треба да имаме трпение, ама јас сум задоволен, супер испадна се. Перфектно. Кој снимаше, чија беше режијата? Режијата беше на Арт студио. Арт студио, да. Да, на Деки. Еве поздрав и до него. Поздрав до него. Аудиото го правеше наш колега пријател Томислав Димовски, кој има собствена студио за аудио. Имате во план и следни некои вакви изведби или пак авторска музика во иднина? Авторска музика имаме, Да. во план да пласираме. А и сплетови имаме. И забавни исто ќе Се има е во сплетови. план, ама сега малце не сега е турбо работа, Да. знаете, сезоната и сега Разбира. малце на тоа поле стагнираме, ама секако како идеја не е избришано, стои тука. На првото слободно време ќе биде реализирана. Да. Мора мислам да се реализира. Ние например како што поминуваат годините мораме да пласираме нови работи. Мислам и народни нови сплетови, и забавни нови сплетови, и наша музика, што мислам дека ќе почнеме да работиме, како што кажа и Андреј. Ние сега стварно, како што кажа и он, летната сезона се свадбени ангажмани и стварно сега ако треба да се фокусираш максимално на една ствар. Да. Сега реално ако земеме ние да се фокусираме и на тоа, нема да биде потполно со љубов и потполно да си посветен на тоа, а ние на се се посветуваме максимално и максимално сакаме да испадне секако што треба и да биде 100% добро. Да, треба сепак да помине сезоната, да се Да. сконцентрирате Да, на да. авторската музика и на нови песни. Да, така Омар, колку пак тебе звездите на Грант ти ги отворија вратите кон настапи, кон кариера во нагорна линија и какви сеќавања носиш од таму сега? Па искрено јас сметам дека многу. Мислам тоа го гледам по реакциите на луѓето. Јас бев свесен дека Грант е гледано, ама искрено тоа го видов најмногу сега, кога почнавме фактички со настапиве. Тука гледаш народот колку те гледал уствари. Ќе ти прииде некој, ќе ти направи муабет во врска со тоа. Јас тогаш сватив колку многу е гледано кај нас во Македонија. Искрено ми помогна многу Грант, стварно ми помогна, многу голема оскочна даска ми беше, пошто како што кажав и преска, паралелно со Грант ние почнеме да работиме и бендовски. И мислам дека многу голем удел имаше и тој момент што во тој момент бев во пикот и се појавав многу често на телевизија и сигурно имало многу голем интерес и од таму. Не кажам дека само од таму, например и од забавите кои што сме ги правеле ние, имало многу голем интерес, пошто едно е например на телевизија да се појавиш, а друго е да те видат во живо, дали правиш добри забави. Ама вака во глобала за дека луѓето ме запознале и паралелно не запознале и нас како бенд, мислам дека многу ми помогна, зашто милионски аудиториум го гледа тоа шоу. Да, во регионот. А јас сум била сведок кога ќе те спомна тебе. Не велат само пејачот од Сигма, туку пејачот од звездите на Грант. Па добро. Во Сигма бенд. Мислам, мило ми е едното и другото, нормално, јас сум сега сум си со Сигма, нели? Сакам да ме паметат најмногу по тоа, мислам заради тоа што ние сега се работиме, знаеш како талент шоу тие се слушуваат и поминуваат. А би се пријавил пак? Не знам. Искрено не знам да ти дам одговор. Имам размислено и сам во 4 зида за оваа ситуација. Добив некои повици во врска со Грант, да не навлагам сега во детали. Немам одлучено дали би се вратил искрено. Моментално, ако ме прашуваш, мислам дека одговорот би бил не. Ама,
не викам не 100%, него сега моментално така размислувам. Не знам за 3-4 месеци дали ќе ми биде исто мислењето, можеби ќе сватам дека треба да се појавам пак, да го дочекам више тоа финале. Да, никогаш не вели никогаш. Да, мислам дека треба, ако више отидам, ќе одам со таа помисла, зашто мислам дека е редно више, ама... А во контакт си сушта некој од жирито, од надпреварувачите, од шоуто, дали се уште комуницираш со некој? Па со доста од колегите си комуницирам, си зборам. Од жирито сум во контакт со Ѓорѓе. Да, Ѓорѓе ми е буквално како фамилија. Стварно, тој човек многу пати имам кажано, он стварно се поставува со нас како да ни е родител и стварно, сезоната е завршена и јас сум се уште во контакт со него, јас не сум прекинат да зборам со него. Ми дава совети, се слушам со него, го прашам за мислење. Чисто онака се слушаме, мислам не мора да е такмичењето во прашање за да се чуеме. Стварно човекот нема его или нешто да кажеш, леле во жирито е, па сега... Браво, тоа е убаво, да. Да, се слушаме во другите од жирито, не се слушам зашто мислам не ми биле ментори или слично. Не ти останале блиски, да. Со Марија имав некоја кратка интеракција кога и беше концертот. Направивме муабет, ме праша како сум, дали работам, дали сум добар, да си продолжам само така. Освен тоа, со другиве не сум било комуникација, а со колегиве да, комуницирам најмногу со Мики Секуловски. Наше македонеце, тука ми е и нормално е блискоста со него да ми остане, зашто од Македонија. А сега со другиве колеги, да, комуникацијата може да остане, ама јас со Мики се дружам. Значи, и ќе седнеме и на кафе и се. А со другиве колеги од другиве држави што се не си имам видено после такмичењето. Да, така е, далечината си го прави. Мислам дека е више нормализирано да се намали контактот со колеги од други држави кога ќе заврши такмичењето. Ти не можеш да си константно во контакт исто како што си бил. Не се гледат. Дури траело такмичењето, ама поддршката постои, тука сме едни за други, се дружиме, се поддржуваме за проекти, за било што и тоа ми е најмило, што сум останат со сите во добар контакт и тоа е најбитната ствар. Јас и понатаму ви посакувам успех. Ми беше навистина супер денеска што разговаравме, што ми бевте гости, позитивни сте, една нова свежа енергија донесовте. Исто така и со свирењето, со пењето, па да ни дојдете пак. Ти благодариме, Елена. Со задоволство бидеш. Со задоволство ќе дојдеме со некој најавен нов проект, се надевам. Така е, тука сме. Ти благодарам уште еднаш на поканата и се надевам дека си поминавте и вие гледачите убаво денеска со нас. За крај ќе слушаме и Свадба македонска, една песна од вашиот сплет за кој што зборувавме и гледавме нели инсерт и коментиравме. А вие, драги мои, имајте убав викенд. Од понеделник се гледате со колегата Тино. Уживајте во музика, а од мене довидување. Thank you.